Дури притиснат со политички притисоци од власта, првиот човек на државата Стево Пендаровски кажа дека поддржува повторно судење за настаните од 27 април, ако има нови докази, вели лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, уште еднаш изразувајќи задоволство од вчерашната средба во Вила Водно. Сепак вели било дволично од Пендаровски што едно зборувал на средбата, а друго пред камерите. Мицкоски потенцираше дека за време на средбата имало согласност за се, но вели очигледен притисок од шефот на државата кој доаѓал од повеќе страни. Дури и ваков притиснат Пендаровски излезе надвор со став дека сепак доколку имаме нови докази треба овој случај како и многу други случаи во минатото да започне самиот почеток, па еве да ја почекаме конечно пресудата од второстепениот суд од апелација, да ја добијат осудените лица и нивните бранители и потоа да можат да го користат воденен правен лек, односно инструментот воденен правен лек, за да можат понатаму да ги презентираат новите докази пред третостепениот суд. Покрај Пендаровски кој кажа дека поддржува нов судски процес ако има нови докази, како и Мицкоски кој кажа дека мора да има преквалификација на делото, дека во собранието немало тероризам, согласен и Јали Ахмети, потенцира дека надлежните органи треба да разрешат оваа ситуација која според него е прилично комплицирана. Ngjarje janë të dhimbshme, është ushtruar dhunë ndaj përfaqësuesve të popullit, është ushtruar brutalitet, por jo edhe vlerësimi akte terroriste, do të thotë dihet se cilat janë aktet terroriste dhe çfarë kualifikimi është akti terrorist. Иако делото за кое се осудени лицата за настаните од 27 април е терористичко загрозување на уставниот поредок, според обвинителката Вилма Русковска, тие не одговарале за тероризам. Така да овдека никој не е обвинет за тероризам, нити одговара за тероризам. Например, обвинети за тероризам беа од диво населје. Тие беа обвинети за тероризам. А тука никој не е обвинет за тероризам. Инаку апелациониот суд пред речиси 3 месеци ги донесе пресудите за овој настан, кој одбраната се уште ги нема добиено во писмена форма, па поради тоа не може да поднесат жалба пред третостепениот суд, каде со изложување на нови докази би побарале повторно судење за овој случај.